Така е. На иста линија, ако може едно прашање. Благодарам за прашањето, вистина е ова суштинско прашање и во контекст на она што го зборуваше Ѓорги за чувството за безбедност, за тоа како се треба да биде заштитен еден укажувач или за чувството за небезбедност. Сега, поготово во оваа ситуација кога останува аболирано, односно неказнато однесувањето на оние кои што го правеле тоа, што беше обелоденето преку укажувачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, треба уште повеќе државата да преземе мерки за ефективно да ги обезбеди, да ги заштити овие луѓе, затоа што немаше да имаме денеска ми ваков систем, поинаков очекуваме да биде, институции кои што треба да бидат поинакви, доколку се уште останеше исто. Значи да повикаме исто така да бидат преземени мерки официјално од надлежни институции. Ние сме овде да пружиме поддршка и помош колку што може, но законот предвидува институционална заштита за безбедноста на укажувачите. И тука имаме веќе сериозна и правна, и животна, и лична ситуација со која што треба да се позанимаваат повеќе институции. Не само да се остават лично Ѓорги и Звонко да бараат заштита, да ангажираат адвокати, да видат во која институција ќе најдат на прием или да осмислуваат на кој начин ќе ги остварат своите права, пред се правата од работен однос, а понатаму и личната безбедност. Благодарам. Повели. За господин Лазаревски, билите оставени сте сам, на што смятате дека се должи ваквата маргинализација? Дали мислите дека во тој процес имаат улога некои центри на моќ или едноставно е, не знам, од други причини? И втори дел од прашањето би било дали ги следите значи реформите кои што беа најавени во тој сектор, значи во безбедностните структури, што мислите за тоа? Значи дали во моментов се прават потребните реформи во особено нели откако се случи скандалот со прислушувањето? Значи, јас можам да предпоставувам, ама бидејќи предпоставки не се факти, не би навлегувал сега во причината за мојата блокада. Може да се рече дека постои некој центар на моќ кој што е против моето, да речам, признание и враќање на работа. А што се однесува до реформите, мислам дека пред се состојбата околу прислушкувањето во моментов во УБК функционира како што треба. Значи се спроведува законот, предходниот, како што бил замислен, не се злоупотребува. Значи, можеби предходниот закон не беше така лош, доколку не беше толку масивно злоупотребен. Бидејќи секогаш може да се најде човек тогаш кој што ќе почне да го злоупотребува, единствено решение е да немаат влијание безбедносните служби врз уклучувањето и исклучувањето на прислушкувањето. Така да концептот со издвоена агенција е сосема окей и го поддржувам и од друга причина, значи операторите мораат да бидат вклучени, да водат евиденција што се случува во нивните системи, мораат да имаат евиденција точно за секој број од кога до кога бил следен. Но добро е да има една техничка агенција која што ќе им помага тоа да го прават на еден централизиран начин и да ги пренесува бараните безбедносни информации до другите безбедносни структури. Концептот е добар, секој знаете, ние за закони се пишуваме закони, дали се спроведуваат, тоа е друго прашање, затоа е сега многу важно да се избере директор на ОТА кој што ќе успее да го спроведе тоа што е зацртано во законот.
Уште има прашање? Господин Лазаровски, предпоставам дека се сеќавате на изјавата на председателот на СВСМ Зоран Заев во 2015 година, мислам, кога од универзална сала одекна бомбите, посочувајќи ве како патриотите на Македонија и оние кои што овозможија да се слушнат бомбите. Дали некогаш бевте побарани од негова страна на некаков разговор? Не. Мислам дека од овде треба сите да упатиме таков повик, да се најде начин да се даде вистинското признание на Ѓорѓе Лазаревски и Звонко Костовски. Сега ве поканувам сите, доколку нема уште прашања, да се дружиме малку. Бидејќи ова сметавме дека треба да биде свечен чин, да обележиме нешто убаво и повелете на една мала закуска.